Стадион. Стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добар ден или добро утро, Македонија. Добро дојдовте во Стадион, емисија специјално посветена на вашата вистина. Како беа Марфиевите закони или еден од Марфиевите закони. Кога нешто ќе тргне на лошо, на вистина не можеш да го сопреш. Можам да кажам дека ќе се држиме до темите што ги утврдивме. Првата беше со наслов "Правдата конечно пристигна" или станува збор за политичка тортура, а втората тема или вториот наслов поврзан со Евровизија. Вето за Евровизија поради бугарско знаме и пасош. Вето за Евровизија, македонската песна. Уште немаат одлучено соодветна комисија формирана специјално за овој настан, овој случај со пасошот, со државјанството на нашиот представник Гарванлиев. И ќе видиме, можеби ќе легне малку работата, па дури после некој дена ќе кажат што одлучиле. Се надевам дека нема да одлучат дека се прекинува учеството и дека се повлекува Гарванлиев. Тоа ќе биде катастрофа. Тоа е мој личен став. Ова првата тема за апсењата. Порано Мијалков побегна, он вели не побегнал, тука бил, имал температура, сам се врати. Го пратија во притвор после тоа. Пред да побегне, барем така вика АНБ, Агенцијата за национална безбедност, која што дала информации, дојава до надлежните органи, за да се спречи ново бегство. Трето би било тоа поред, после Груевски и Мијалков, ако на Мијалков го сметаме за бегство, се врши истрага таму, па ќе видиме во некоја наредна емисија, треба да дојде министерот за внатрешни работи Оливер Спавски, па да каже не само со Мијалков што се случувало, дали побегнал, дали бил во Македонија, во некоја куќе тука, или само не бил информиран дека сите го бараат и дека го бараат да му достават од судот, да му достават дека треба да оди во притвор. За Груевски со така, но за Груевски веќе е заборавена приказка, затоа веќе никој не ни зборува. Јавноста е свесна дека можеби и нема никој за тоа да се зборува, освен после некоја дистанца од 20 на 30 години, ако се отворат архивите, тие државни анали, кои што треба да кажат поконкретно имало ли некој договор. Можеби кај нас државата и нашите органи нема да кажат институција, ама ќе каже светот, односно ќе кажат оние кои што не се плашат да кажат, а кои што ги имаат сите информации, американците. За Орце Камчев, пред да побегне, така вика АНБ, го приведоа и му дадоа притвор. Се жалеа неговите адвокати, односно неговата одбрана, жалбата не е прифатена, останува во притвор. Адвокатот Менкиновски вели дека тоа е садизам и живување и дека станува збор за тортура, ќе се жалат во Комитетот за човекови права, а имаат испратено и представка или како да наречем тужба до Страсбур во врска со постапувањето на СЈО, кое што не е дозволено после поминувањето на тој рок од колку беше 18 месеци, после укинувањето на СЈО, според одбраната сето тоа е застарено и станува збор за нешто кое што е потврдено и со помилувањето, кое што не може да се поништи. Така вели одбраната, така одлучил и грчкиот суд, кој што не ги враќа назад двајцата пребегани, Бошковски и Груевски, заради тоа што протолкувале дека не може помилувањето да се поништи, помилувањето што е дадено од претседателот на државата тогашен Ѓорѓе Иванов. После тоа беше поништено, беа менувани закони и тоа, ајде да оставиме тоа судиите во Страсбур, нека го решат. На почеток кој реков, кој нешто ќе тргне на лошо, ќе тргне прво, денеска требаше гостин да биде
адвокатот и шеф на правната комисија на ВМРО ДПМН, кој што стана сега особено актуелен последниве денови со апсењето на Јордан Орце Камчев, Тони Менкиновски. Тој требаше да биде гостин, меѓутоа, ако ние сме предизвикале некакви непријатности, се извинуваме. По последен момент се случува проблем, неговата сопруга качува температура и моментално Менкиновски со сопругата се во болница. Јас им пожелувам, им посакувам се најдобро, се да биде соарно, што и да е брзо и лесно да помине. Менкиновски нема да дојде, се разбира, во студиото. Ке се обидеме телефонски да го вклучиме, меѓутоа и тоа е проблематично и секако не е во ред, не е професионално, не е културно, не е човечки во најмала рака во болничките ходници да го бараме и да го вклучуваме во програм. Се надам дека се ќе биде добро и дека во наредниот период, во некое наредно издание на емисијата Стадион, ќе го имаме како гостин Менкиновски. Менкиновски не замоли само да го кажеме следново. Како негова пишена изјава: човек е роден да се бори, роботот за слобода, слободниот за совршенство. Ова е сентенца, всушност, ова го кажал Јане Сандански. Имаме слушател, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушам. Па види вака сега, сакам да прашам една работа, вака, лично тебе како новинар, за едно мислење да ми кажеш, пошто вие новинарите избегнувате да го кажете вашето мислење, дали мислиш дека после плејадата на имиња што беа спомнати во случајот Рекет, а за кој не се истражи нивното, да не кажам, учество или зошто се спомнуваат, или ова сега театарот што се случуваше пред Кривичен што го правеа Наташа Савова и Менкиновски, дали се уште мислиш како човек или како новинар дека Рекет е реална работа? Дали Па да мислам ти кажам- дека Рекет е реална? Јас да ти кажам право, нема шанса некој веќе да ме убеди дека кога ќе застане политичка партија против некој човек, како што е Орце Камчев, од петни жили ќе се труди да го брани, при тоа да го направи честен човек. Пазете, кога го правите Орце Камчев честен човек, треба да се вратите назад, да не покажете дека имате склероза. Бидејќи, ако ние кажеме дека Орце Камчев е честен човек, тогаш јавно кажуваме дека имаме склероза. А јас ќе поставам прашањето, и може и адвокатот утре друг пат да го прашате. Кој му е сокри на Орце Камчев пријавата од 2006 година за финансиски малверзации? Која застари таа пријава? Да прашаме. Зошто никој не го осуди за таа пријава затоа што бегаше за Бугарија? Втората работа што сакам исто да прашам, бидејќи се спомна дека вториот ден после апсењето на Катица Јанева, со чив пасош бугарите имаат објавено, беам еден друг колега ваш објавува на интернет, бугарите вик објавуваат докази дека Орце Камчев бил во Варна на својата јахта. Кој го пуштил Орце Камчев да оди за Бугарија, кога веќе бил под Тоа си го присмота и на... гледал, си го слушал Васко Ефтов. Абе, сега не е бито ја кога сум слушал. Јас само поставувам прашање. Значи, кој го пустил Орце Камчев дори за Бугарија, кога немал пасош, кога немал, значи, пасош и кога бил во домашен притвор? Па не знам дали било, тогаш мислам дека имаше пасош. Сега не сум сигурен, ама Па, се добро. добро беше адвокатот да биде тука, он ќе Да, каже и се. сега ако ќе спомнете, оние со помилувањето. А добро, дали некој ќе даде одговор зашто тие наши побегули ги чуваат разузнавачките служби на странските држави? Знаеш, Ерчев, се пазите, во Маđarска јавна тајна е дека некој го чува Никола Груевски. Во Грција, кога носеше грчкиот суд одлуката, беше жив Маноли. Тој, знаете, се вкупниот пријател на сите политичари во Македонија. И сега прашањето е како ќе реагира грчкиот суд после смртта на Маноли, да видиме. И каде, отприлика, дали некој контролира каде се овие нашите двајца побегули? Мислам да е... Мислам дека се на слобода. Па, јас знам дека се на слобода, но сепак не се движат слободно, најверојатно, чим не може да мрднат од Грција. Знаете... Добро, вака да прашам, без разлика какво мислење, каков имидж има Камчев, сепак заслужува да биде фер судењето, ако има докази, ако се до тоа. Ама ја не викам Што? дека не заслужува Камчев фер судење. Ако не,
нека се пушти. Има тука една порака, велиш, зошто го малтретираат Камчев? Зошто државата да троши дополнително пари на него? Не само Камчев, ова е како парадигма за сите тие кои што се од тој формат. Зошто државата да не национализира толку пари колку што судот ќе пресуди врз основни докази дека должи на државата по разни основи да национализира од неговиот имот, сепак таму има бизнеси во кои што работат 3000 луѓе. Тоа не е за подценување. Знаете, не смеете Ама не е тоа проблем, пазите. да си играте со тоа. Државата нека национализира, нека го продаде тоа на некој, па може повторно на истиот човек, на Камчев или на некој друг да го, ако веќе за друг случај зборуваме, да го продадеме. Разбирате? Ама ве разбирам, пази, ама проблемот без разлика за кого станува збор. Сега пазете, ајде да следиме сега неговата изјава. Не смееме осветнички да делуваме, ме разбирате? Не. Оваа власт треба да се разликува од претходната токму поради тоа. Ама чекайте, зашто осветничка, пазете, зашто осветничка работа ја збориме? Јас затоа прашав, кој му е сокрит? Не ме разбирате, не смееме сега, не е добро да ликуваме. Реков, се да си биде по процедури. Ама кој, пазете, кој сака да ликува? Погледнете неговата изјава во четврток. Он вика, ја на ништо не сум газда. Под кај му се тогаш парите без толе? Еве, земе тај неговата изјава во суд што дал кога бил сведок за меѓународен сојуз. Таму цитирам на интернет, ја не сум газда, некој вели дека сум бил газда на некоја фабрика за гомна, сум бил за ова зона, а он усвари вика ја нигде не сум вика газда вика. И па тогаш се поставува прашањето кој таа негова изјава точна. И од кај ги изоѓан тие 1.500.000 евра да ги даде мито за на Боки 13-ка? Ајде сега да Па има и обратно прашање, ако не е газда, зашто ќе го гонат тогаш? Зашто не, да не кажам не се. Тогаш нема дело за него, ме разбирате? Ама те разбирам ја комплетно, ама ето да идеме по неговата изјава. Ја нигде не сум газда. Во ред не си газда. И под кај ти себе парите за рекето да ги платиш бе пријател кој е така? Предно 5 месеца си ја продавали со Стево Панделевски газната централа од Зик Пелагонија сами на себе. Во Бугарија фирмата, нивната бугарска фирма ја купуваше газната централа од Зик Пелагонија во Битола. Нели за тоа рекоа не пазите парите, гледате како ќе искочат парите од Македонија ќе отидат во Бугарија? Еве, ајде провери, ти си новинар, дали не е точно дека сами на себе си ја продаваа газната централа? Има сега. И сега кажи ми сега, кој тоа мене сака да ме направи будала? И па, ако ние бараме фир судење да видиме од каде е сето тоа, што се видео да направи будали да те прашам? Добро, тогаш добро, окей, ај вака да ја свртиме работата. Треба ли некој друг да одговара? Вие велите на нас да се враќаме, знаеме што прави Лорце, така? А тие што му дозволиле, тоа да го прави, ако го правил, треба ли да одговара? Ама треба да одговара, како не треба да одговара кој се нечисти партија. Па сите, знаете се што е чудно? Чудно е што кај нас сите се тогаш нема власт, тоа не би требало да одговара. Со сите власти, неговото семејство беа блиски. Колку пати ја во твојата емисија сум го поставил прашањето кој го затачка случајот Маđar Телеком во Македонија? За митото. Американците го пресудија, така ли е? Маđарите платија казна во Маđарска. Што се кај нас се прават сите честни сестри, што не кажат до каде Дојче Телеком плати во Соединените Американски држави, плати финансиска, да. Точно платија таму. А кај нас што се случува? Се пазите. Ние американците пари ќе им наплатат и никому ништо, така прави. Пазите. Гледате се колку ние се правиме будали. Во Њујорк американците, германците признаат дека дале пари во Македонија, ние овдека се правиме честни сестри, не бе кај нас нема никој земено мито, а имаме пријави, имаме признание. И овдека кај нас во суд се влече уште постапката. Ајде нека кажат кој земале мито и го со здравје пријатни да почнеме. Така може би треба американски малку да размислуваме. Ништо толку не ги боли, колку, па дури ни затвор. Таа порака претходно беше во таа насока. Освен ако не им ги земате парите што ги украле. Сте слушнале, јас да украдам 3-4 милиони, па ќе лежам 5 години, нема проблем. Па исто беше на како на Тутовска банка. Да ме подсетам, нова Љубљанска банка, НЛБ. Да. Парите ги најдоа ли? Ма јока ги најдоа. Па како што не ги најдоа овие 1.500.000 евра на Орце Камчев, што е затоа што и затоа... Па ќе се најдат во државата и рента лежачи во затвор за некои други ако им дадат одредена надокнада добри пари. Ме разбирате?
да ве разбирам комплетно. Расоле, некогаш да проголтате некој приказник ќе треба многу време. Така и со тие пари од НЛБ банка, така и со овие милиони и пол евра на наводни милиони и пол, ќе треба да помине многу време. Но ајде го оставиме тоа. Јас зборам за активни. Вие сте работеле во полиција, така ли? Да. Вистина ли тоа што велат, не може да има криминал ако нема соработка со структури во полицијата? Видете се, ја не сум бил до тоа високо место. Дали ме разбирате? Но проблемот е полно пати полицијата завршила работи, па на друго место ги заташкале работите. Аха, обвинителството после, да. Или судови. Абе сега, ние полно пати си јадеме нервите кои граѓаните нас не напаѓале, ете, го затворија и го пуштија. А никој не вика дека ние не ги пуштаме, докато ги пушта судот. Или обвинителството. Ама секој на топ тема било тоа. Така и ова. Па може ги пуштаат затоа што порано не сте правеле добри подготовки, не сте собрале доволно докази, не би биле добро сработени пријавите кривишни. Абе, понапред докази без дрвен полиграф не може да поминат, не паѓале на суд. Порано имало и со Кјотек. Порано имало и со Кјотек, така? Ајде, тоа е данак. Значи, немам ништо, пазите, немам ништо против, него проблемот е дека треба да почне да се стартува, да се рачиства, а последно ова ми останал, пешатливо, што ја отворив темата за начинот и за кои луѓе се узбуркаа соапсењето на Орце Камчев. Има време, ќе покаже, валја Русковска сега ќе изведе доста документи на суд, ќе видиме како што правеле марвизација и како 100.000 документи се у игра. Ја не знам кога дали ќе имаат време да ги извадат сите да не застарат, тоа ме плаши. Благодарам. Дали имам уште еден слушател, ако не реклами, па после тоа една ретроспектива на сето тоа што се случуваше во врска со оваа наша тема, која што ја насловивме "Правдата конечно пристигна" или "Политичка тортура". Стадион. Емисија за вашата вистина. Дадекс, компанија за шпедитерски услуги и царинско посредување. Сигурен партнер на вашиот бизнис. Шпедиција Дадекс Скопје 02 2613 566. Побрзајте во салоните на Прима за време на пролетниот саем за мебел. Опремете го својот дом со 35% заштеда на комодите и регалите и со 40% попуст на тапацираниот мебел. Понудата трае до 23 март. Прима, штеди за семејствата. Стадион. Емисија за вашата вистина. Бизнисменот Орце Камчев е во 30-дневен притвор во истата притворска установа како и неговиот кум Сашо Мјалков. Приведувањето на Камчев го следеше конфузија, за кој случај беше однесен во полиција на Прочка, како што органите соопштија по добивањето на белешка од ДАНБ дека има опасност од бегство. Конфузијата беше решена по еден ден. Обвинетиот во големиот случај на СЈО Империја Орце Камчев е задржан во притвор за предметот плацеви на водно, односно за кривично дело перење на пари, во кое покрај Камчев се осомничени уште 5 лица. Поранешниот премиер Никола Груевски се товари дека овозможил со пари прибрани за партијата да се купи земјиште на водно преку фирма на поранешниот свој кум Новачевски. Осомничени се и Ненад Јосиповски и Радка Камчева. Се работи за партиски пари во износ од 1,3 милиони евра, кои никогаш не завршиле на партиската сметка, туку со нив се купиле атрактивни плацеви. Адвокатот на Камчев, Тони Менкиновски, кој е актуелен председател на правната комисија на ВМРО ДПМН, по соопштувањето дека Камчев останува во 30-дневен притвор, рече дека тоа е садизам на институциите, кои се злоупотребени од страна на одредени политички актери. Двата пасоша се моментално во овој суд. Мерки за обезбедување, врз капиталот на господинот Камчев, кој вработува 3000 луѓе во Република Македонија се изречени. Истрагата не е завршена, тој е се уште осомничен. Само по некоја дојава, денеска тој доби 30-дневен притвор. Утре може и вас ке осудат 30-дневен притвор. Ниту се образложува која е причината, ниту се даваат насоки зошто господинот Камчев денеска треба да оди во притвор. Ова е садизам. Садизам со институциите.
Фамозната белешка врз основа на која Камчев беше лишен од слобода ја коментираше и премиерот Зоран Заев, кој потврди дека ја видел и ја знае неговата содржина. Нормално дека сум информиран од институцијата која што е под владата, тоа е Агенцијата за национална безбедност, преку службена белешка строго доверливо за деталите за поднесокот пред јавното обвинителство. Тие се строго доверливи и не можам да ги коментирам, но можам да кажам дека се сериозни причини кои што биле основ да посегнат по една ваква белешка да ја достават до надлежен орган. Тоа е јавното обвинителство кое што понатаму одлучува презема дејство или не. Еве одлучило да презема пред судот и судот донел одлука. Она што го видов според моите стандарди е и текако аргументирано, сериозно. Плацевите на водно се 3 парцели со површина од над 10.000 квадратни метри во вредност од 1,3 милиони евра. Обвинителката Вилма Русковска рече дека се купени со пари кои на првообвинетиот Никола Груевски му биле доверени во работата како претседател на една политичка партија, а тој ги присвоил за себе или дел од тие пари со тоа што донации од физички и правни лица не ги пријавувал во извештаите. Дел од физичките и правни лица воопшто не се во списокот на донатори, а донирале средства за партијата, кажа Русковска. Според обвинителството, второосомничениот Сашо Мјалков, иако знаел дека парите се прибавени со кривично дело, стапил во контакт со собственик на веќе регистрирана офшор фирма во Белизе и побарал документацијата, печатите и жиросметката да му бидат дадени на располагање. Била основена керка фирма во Скопје, управител станува Ристо Новачевски. Од таа сметка биле исплатени парите на собствениците на земјиштето на водно од 11.000 метри квадратни. По објавувањето на бомбите во 2015 година и прислушуваниот разговор дека Груевски купил скапи плацеви, на сцена стапуваат Камчеви. Собственоста на плацевите е пренесена на фирма на која управител бил Орце Камчев, а собственик неговата мајка. За да се прикрие локацијата, движењето и собственоста на имотот, тие донеле одлука за преименување на правното лице и одлука за физичка делба на парцелата од 6785 метри квадратни на 3 нови парцели. За да ја прикријат локацијата и собственоста, плацевите биле пренесени на физичко лице без платен удел, но со определен рок од 3 години за исплата на купопродажна цена. Новинарот Васко Ефтов ке рече, а псењето на Камчев е пресметката со така нареченото Валкано подземје, а меѓу редови има многу бугарски интереси. Заев не прифати Камчев да биде почесен конзул на Бугарија во Македонија. Не прифати да ја продаде ниту Комерцијална банка, ниту Телекомот на бугарите, иако луѓето на Камчев даваа гаранции во Софија дека тоа ќе биде завршено. Се до конфликтот меѓу Заев и Камчев, Македонија немаше проблеми со Бугарија. По конфликтот меѓу Заев и Камчев, бугарите почнаа да ја радикализираат состојбата која на крајот заврши со бугарското вето. Бугарскиот ракопис се гледа од рекет до сите други турлитави во кој беше влезен Камчев, вклучително и патронатот врз лидерството на опозицијата, пишува Ефтов, кој анализира уште еден настан од Прочка, како што тврди средбата што по 3 години во Будипешта со Никола Груевски ја имал неговиот сопартиец Никола Тодоров. Пред 2 дена реформистите го откажа закажаниот вореден конгрес на ВМРО ДПМН. Легалистички, професорот на правниот факултет Гордан Калајджиев рече дека притворот за бизнисменот е претерана мерка. За финансиски криминал најнормално е имотот да се стави под гаранција, бидејќи апсењата се подложни на притисоци, корупција и теории на заговор. Орце Камчев е човек од бизнисот. Многу е важно тоа што и него и Сашо Мјалков ги штити презумпција на невиност, дури и по првостепената пресуда. Лесно е да се притвори човек, ама тешко е да се донесе пресуда во разумен рок, вели Калајджиев. Некои ме прашуваат, а што постигнуваш со твоите одбрани? Напиша новинарот Бранко Геровски и одговори. Тоа е одлично прашање, ме мачи и мене. Да има некој умен меѓу властодржците да размисли што постигнувам со моите одбрани, би сватил дека јас, не сакајки, може би штетам на мојата кауза, дека на некој начин ги легитимирам нивните срамни апсанџиски и одмазнички акции.
Ако ништо друго, кога ќе бидат прашани дали сите оние на кои им било повредено правото на одбрана и на фер судење, добиле можност барем некому и некаде да се пожалат за тоа, властодржците ќе можат со прстот да покажат кон мене и да речат: ете, овој ги бранеше јавно и пишуваше фермени за нив, напиша Геровски. Притворањето на Камчев, Арсим Зеколи го става во еден поширок контекст во интерес на двете големи партии. И СДСМ и ВМРО ДПМ не има доволно аргументи да приведувањето на Камчев го експлоатираат во собствен прилог. Првите како доказ пред домородците и странците дека ете, борбата против криминалот е безкомпромисна, решителна и без пардон за никој. Вторите како потврда за спрегата на власта со корупцијата и криминалот, заснована врз блискоста на Камчев со ликови, порано или подоцна, поврзани со сегашната владеачка партија. И едната и другата страна се подеднакво загрижени за спремноста на Камчев да изнесе сознание за неговото соучество и директно учество на двете најголеми партии во скандали и афери на двете владеачки структури за последните 20 години, анализира Зеколи. Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 607777. Канал 77.mk. / Facebook. Канал 77.mk. / YouTube. Тоа беше ретроспективата со Весна Крстева. Добар ден, повелете. На Софија, поздрав за тебе и екипата и гледачите, односно слушателите. Најнапред ќе искористам можност сочувствам до семејството на Горан Гаврилов. Благодарам, Бог да го прости. Да се здрави и живи децата, колективот, да живее и понатака, он ќе живее уште многу. Следе дека последниот е вработен од негово име, од негов колектив, он ќе биде жив. Меѓутоа, ете, тоа е тоа, што да правиме сега. Овака, овака со темава денешна, шо ти кажа, бандит до бандит, апаш до апаш. Меѓутоа, јас знам што ми напред столе. Доколку имам таква можност, но ја немам за жал. Сите овие богаташи, горото се излезено од мојата фирма, јас ке што работа. И не би ги им забрано да работа. Која фирма? Македонија спорт, која? Не. Мајка му на Камчев Рад. Технометал. Кај нас работеше, да. Минчо Јорданов, Гуштеров, Трифун, сите тие се мои колеги. Ја не би им забранил, не би ги бркал за овој криминал, туку конфискација би направил целиот имот што го имат и би им дал дозвола како да сум ја држава што одлучувам нека работат. Било како било, но точно да се знае колку имот има Сашо, колку имот има Орце, колку има едни од други, сите поред и нека тера, затоа што голем број имат навработени, нели? Но вие како капиталисти во ова време, значи 21 век, такво ние се е општеството, би им ставил, како што е во Америка, поголем данок од вообичајните мали фирми. Да речеме, 30% ти имаш данок ти повеќе за фирмата твоја. Така да и буџетот ќе се наполни со пари и ќе работат многу подобро во својата фирма отколку во државна фирма. Промет ќе има повеќе, но ипак би имал контрола врз нив. Да не ја претеруваат надвор, капитал да не го изнесуваат, да не прават мучки други. Јас тоа би го направил. Дури и во владата би ги ставил тие луѓе да бидат министри, да бидат председател на државата, како што е во Америка, нели? Богатите доаѓаат у предвид да бидат председатели на Америка. Не, сиромашиот немаш шанси. Така да, профитот ќе се зголеми за буџетот, ќе си работат луѓе. Благодарам, тоа е вашиот предлог. Добар ден за другата линија, повелете.
Добар ден, Македонија, добар ден, Столе. Добар ден. Има една порека, само да ја прочитам, вели државата да е паметна, Орце Камчев наместо да го апси треба да му даде да набави вакцини. Ке ги имавме вакцините во Македонија уште пред Вучик. Повели. Абе, Столе, финтава не е да се спасуваат луѓе во Македонија. Заев не го донесува да спасува луѓе во Македонија. Тој си кажа сам дека, нели, ќе јади живи луѓе, така? И неговите сега ќе јади живи луѓе. изјава. Ама зошто? Ама тие неговите Што ти фали на тебе? Те изеде некој? Ти самиот си призна дека твоите сопартици те изделе затоа што не ти дале решение во предпријатието каде што си работел со договор. Ти овако, како СДС-овец ми го велиш? Не, како новинар, кој што има должност да чепка, да провоцира. Новинар, така? Молам? Како независен новинар ми го велиш? Да. О, да. Столе, твоја партија, значи СДС, изеде многу луѓе во Македонија. Штедачи девизни им грабна по 1000 евра на човек. Тие луѓе дел од нив се самоубија, од рак умреа, од срцев удару, нели умреа. Тогаш нив им ограбија $1,5 милиарда девизни. Нели таму уште во време на СФР, при крајот на СФР, па со девалвација, нели, на динарот југословенски. Точно е тоа. Се сеќаваш дека Срвенковски се извини. Абе, знаеш што? Убаво да се извиниш, до душа, да, ако искрено се извинува, ако чувствува покаяние. Но многу луѓе пострадаа и до ден денеска патат многумина, ергени моми останаја, намален наталитет, луѓе сега се сами осамени. Точно е, сето тоа е точно. И заслужува силна осуда тој период на владење на САСМ. Меѓутоа, дали има извинување од ВМРО ДПМН? Зашо? Дека отвораше фабрики, дека вработуваше луѓе. Дека не апсеше луѓе, не беше наречена заробена држава таа држава во тој период, односно нашата држава во тој период, Македонија. Дека бевме Македонија и македонци, бевме заробени така, а сега дека сме северни, без македонско, без Македонија, ни бранат да бидеме Македонија и македонци, балисти окупатори барат да се бриши дека биле окупатори и тому ги исполнува Заев и ова, како вика, злобна царовска. Океј, ајде на темата околу овие те побегнале, те не побегнале, те ги апсат за да не побегнат. Прете да кажем на работа, Орце Камчев беше председател на млади на СДС, така? Со партија си беше, мислам, им беше да рече така. Не би бил мене со партија, не сум бил член и на Сојуз на комунисти на Македонија. Ме предложија и бев неподобен, оти многу зборев и не ме примија. Може да провериш кај сакаш. Добро бе, Соле. Во средна школа. А сега си се уште за антикомунистичка СДС, значи антикомунистичка НАТО СДС, нели? Сојуз на комунисти партија. Зборов шо ми е, да кажем на работа. Чудно ми е како овие од СДС сега, значи, зборуваат за криминал. А ги имаат најголемиот криминалец во Македонија, Заев за премиер во Македонија, кој прави тешки кривични дела. Најголемо кривично дело, знаеш кој е? Да ја продаеш Македонија, да ја предаиш, да ја понижиш, да ја обезличиш. Тоа е колку пари кошта тоа? Колку пари чини тоа? Многу пари тоа. Има ли пари што може да го платат тоа? Нема. Ти да го цел народ да го обезличиш, да го избришиш дека е македонец, дека е Македонија, тоа со пари не се мери. Тоа генерации гинеле, животи давале на млади години наши македонски борци, дејци, векови наназад. И некој сега во слободна Македонија тоа да го предај вака. И плюс тоа, ако народот мирно демократски... Како успеа толку Заев способен да биде двотретинско мнозинство да обезбеди во парламентот? Абе, знаеш шо? Како успеа и ВМРО да го смири, да не прави протести тогаш, како што правеше на 27 април? Да, тој Бейли, нели, што беше во Турција, нели, па го донесол де кај нас, тој беше креатор на се, ако памтиш, одеше и во судот, одеше и во СЈО да командуваше на секаде, ЦИА, па тука, нели, туи ги странски служби. Една работа да кажам, нека ме одговори, нели, Љупчо Југословенов, а сега антикомунистички натовец, НАТО поданик. Нека ми кажи,
како тој како голем југоносталгичар што плукаше 30 години по независна Македонија, а ја фалеше псовисана, ограбена, банкротирана СФР од нив, од него, од тие самите, значи, југоносталгичари, ја ограбија, ја уништија СФР. Добро, кој е прашањето? 30 години плачеа понезе. Сега, како речи го тој? Нали тие? Ало? Дајте друг слушател. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ај поздрав од Битола. Прво сочувство до фамилијата на вашиот директор. Благодарам. Се надеваме дека ќе продолжите со истото темпо, со истиот ритм и ќе бидете препознатливи пона какви што ве знаеме. Се може без секој. Знам дека ви е тешко, меѓутоа ќе се престроите вие пак. Добри сте во се. Ние си продолжиме понатаму, затоа што животот и натаму продолжува. Мене не ми е јасно само дека на луѓето уште не му е јасно дека главниот проблем на ова што се случува во Македонија, дека мајка на сите проблеми е таа криминална црна приватизација. Кај што наеднаш на пазарот во Македонија се појави многу црн капитал кој мораше на некој начин да биде растрган, раземен од некои други и сега во меѓувреме се тепа за шо поголем дел. Не ми е јасно како може кога 4 години се на власт, ова истиот Лјупчо полицајецот требаше досега да ни ги дај тие одговори со кои што дојдоа на власт. Вие бе Лјупчо требаше да ни кажете од кај му се парите на Орце Камчев, на Сашо Мијалков и на сите плејада други случајни богаташи. А не да почнемаш во сите емисии и јас прашувам, што да прашаш ти? Абе ти треба да ни кажеш, не да прашаш. Било подкуп, не било рекет. Ако било така, ако било подкуп, вие сте доволно големи мајстори да го сниме Орце Камчев кај што дава подкуп, а не испадна обратно. Снимки излегаат дека е во суштина рекет. И сега што ќе правиме кога излезе обратно? Меѓутоа, за да ги разбереме сите овие работи, требаше да го вештачите телефона на Боки 13. Не дозволивте. Кога даваја изјави и Катица Јанева и Боки 13, ги старавте и новинарите и цела публика што беше во судницата. Го направивте сето тоа да биде тајна, закокулено, замомулено. Ги држите дома наместо да биде ефективна пресудата, ги држите во домашен притвор да бидат под контрола. Исто како што сега го држите Камчев да не каже ништо за Јовче Ременски. Затоа што цел круг е се тоа. Никој не може да направи организиран криминал ако не е дел од полицијата, власта и тоа е еден огромен круг и сигурно не се тие само ВМРО-вци што го правеле сето тоа. Што ние имаме како обични луѓе со Орце Камчев што не труете по телевизиите со овие работи? Досега требаше да ги зашчистите овие сите работи. Ние немаме ништо, ниту со нас ги делел парите, ниту крадел во име наше, ништо завршена требаше да биде работа. Како можете да уште се занесете да ме кажат било подкуп? Але каков подкуп? Ќе го снимам, Орце Камчев кај што дава подкуп и ќе го затворам уште хитно. Меѓутоа, на сите ни е јасно да ти од еден Силјан Мицевски земеш 800.000 евра и дојди та бабичка да ги подигне од шалтерот и Силјан Мицевски да остане мирен на сето тоа. Па тоа не е возможна работа. Ние сме битолчани, знаеме колку Силјан Мицевски сака и може да дај во Битола. Без тој да нема некоја контраќар. Тој го замолчивте и него не спомнува ништо за тие пари, а знаете дека е така. Нашата градоначалничка Наташа Петровска беше изјавите нејзини се пренесла дека уште вториот месец од нејзиниот мандат таја сакаше да си замени од својата функција. Затоа што уште одма ојде рекетарите кај што требаше деталните урбанистички планови да се пренамаат во старата во касарната, за да можеле да се градат наводни како ги викаат старски домови. И да ме ошле ке Силјан Мицевски во име на идејата да ни даш, затоа што нас ни текна само, не на најголемиот градишник во Македонија, да ни даш 800.000 евра, да ни ги префрлиш под хитно, оти само ние знаеме како и каде ќе се градат старички доми. А уствари би треба за телевизијата. Значи Наташа била способна, кажала не, така ли? Па јавна, па таа простата емисија ти не ми дозволи да ти докажам. Та можда не направи некои колосални дела. Меѓутоа ќе биде едно од ретките, можда и толку може, толку му дозволуват. Меѓутоа ќе биде едно, што ќе си оди со крената глас замешан, во ништо замешано криминално. Јас ти гарантирам дека Сенвич нема замено без пари таа жена. Ево колку не можеме со сила неа да му збораме
за некои коруптивни работи, затоа што чаршијата ќе знаеше дека смешана во се. Таа беше готова да си оди од градоначалничкото место, затоа што имаше огромен притисок да види во шемата кај што сегде се даваат тие плацеви за старски домови. И сега го полицајето да ми кажете, кој да ти кажи? Ти требаше мене да ми кажеш од кај му се парите на тие. Како јас што верувам во Лупчо Георгиевски дека ќе ги праша богатите од кај му се парите. Ова истата шема со Заев што ви ја направила вас, како што нашто ни направи со Лупчо Георгиевски. Лупчо го клабаја за да ги укнезат големите пари, да само и затоа ти река прошлата емисија дека тој човек не постоеше како таков, измислен на ден. А Заев е пуштен да не снема државата. Значи едни парите, другите државата и таа шема. Добро, благодарам за јавувањето. Имам неколку пораки па реклами. Говорите за правда и права. Имаме ли право да дишеме слободно? Имаме ли право на дружење? Имаме ли право на работа? Да не ни го затвараат бизнисот под изговор на некаква измислена пандемија. До кога вака бре? Луѓе, целиот свет денеска во 12 часот е на протести против маски, дистанци, респиратори, вакцини и слични идиотизми од психопати, од медицината, фармацијата и политиката, а кај нас уште си ја тераат старата бајка дека имало некаква пандемија. Им се може се дека нивниот народ им верува. Само да го вклучиме здравиот разум и ќе дојдеме до заклучок. Народов не умира од непостоечката пандемија, туку од меркиве со маски за најдишење кислород, од затворање бизниси, од измачување, психолошко тероризирање, респиратори и непотребни вакцини, од тоа умира народов, а не од некоја си пандемија која ја има само во главите на политичарите и фармацевската мафија. Половина Америка веќе ја прогласи пандемијата за непостоечка, а кај нас PCR тестот е прогласен за невалиден, за детска играчка, а кај нас дајте да се свртиме кон бизнисот. Па Америка ја прогласува пандемијата за победена, ама во Америка над 100 милиони луѓе веќе се вакцинирани. Тоа е разликата. Истото и Израел веќе ги олабави, речиси целосно ги распушти мерките кои што беа на контрола на пандемијата, откако речиси цела нација ја вакцинираше. Шерко Сејдиновски. Столе, зошто никогаш не правите емисии за човекот со коприви што беше спроведен или тој гладен човек што украл кебапи преку таквото ми се и Сашо и Камчев. Од Камчев лапали едните и другите така да тој и Мијалков нема да лежат затвор или тоа ќе биде само глумење пред јавност. Јас сум како Камчев сите вработени ќе ги истерам од работа. Заев нека им најде работа. Замислите од државните опјачкени и купени за 5 денари фабрики, никој не затворија, овој вработува 3000 луѓе во затвор, ова е фашизам. Што ми е гајле бреза Камчев, ако си е крив, ке си одговара, до кај сме со ЕУ, само што не сме влегле. Зошто за се чека од обвинителството? Се користи како оправдување за недействување на другите органи. Читаме 5 милиони евра фирмите околу Орка Колдинг го оштетиле буџетот со незаконско враќање на ДДВ. За тоа УЈП треба да чека од обвинителството, да ношата постапка и предходи на постапката пред правосудните органи. Исто за 70.000 воени униформи, зар УЈП треба да чека од обвинителството за да го наплати ДДВ-то. Најдени се неевидентирани добра на залихи од 40.000 евра и за тоа треба УЈП да го чека обвинителството. Се користи обвинителството како за скривање на состојното непостапување и неспособност. Камчев имали жал за заболените од ковид која ги примаат во Систина, бараат уште невлезени 5.000 евра, а по лекувањето излегуваат живи или да излезат со доплата уште со 10.000 евра. Треба ли да го жалиме и него и Жан Митрев? Уганда, да собереме пари да му помогнеме на Камчев да не нема што да јаде во притвор неколку дена, да не му е ладно. Денес во ова време, не време, тешко, тебе доколку се судиш со побогат човек од тебе, осетено на собствен грб, ќе ти сменат преку 10 суди додека дојде тој што е на платен список и после 10 години судење ќе си ги изгубиш и 5.000 евра судски трошоци кои што ќе ги платиш, ќе ти ги наплати судот. Реклами, па се враќаме со колегата новинар Васко Маглешов. Стадион. Емисија за вашата вистина. Реален медиум за реални луѓе.
спорт, забава и чат, брат. Реален медиум за реални луѓе. MMS.mk сега ви е на дофат. Брза, прецизна и квалитетна услуга. Сечење на ласер во ПАП Охрид. pap.com.mk. Искористете го попустот од 20% на печките и котлите на пелети од Милкус. Одберете го вашиот модел на milkus.com.mk. Radiocafe.com.mk. Кликни, нарачај, плати, дојди земи или нарачката ние ќе ти ја доставиме. За нарачка над 300 денари по 12 часот. Доставата е бесплатна. Светлечки реклами ПАП Охрид. Изберете квалитет. pap.com.mk. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072 607 777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77 за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и WhatsApp 072-607777. Канал 77.mk. _. Facebook. Канал 77.mk. _ YouTube. Боки 13, Твитер малку. Го испрашувал Орце Камчев во суд, која серија е ова? Ја има ли на Netflix? Многу коментари, односно многу коментирано беше пишувањето на колегата Геровски на Твитер заедницата. Беше дочекан на нож и оваа реченица беше споделувана со коментари заради пристојност. Само еден ке споделиме. Од Демир Троловски се јави и Геровски. Се ројат сомневање дека представата за приведувањето на Камчев е изрежирана за да се покријат крупните други скандали на власта кои во текот на оваа недела беа обелоденувани буквално секој ден или по неколку на ден. Во недостиг на транспарентност, огромен простор секој да поставува логички прашања и да бара одговори на Твитер. Уште еден пост твит на Демир Троловски. Зошто ОЈО, обвинителството, не ја гони бугарската врска што наводно го организирала бегството на Орце Јордан Камчев? Многу прашалници. Или како македонец кој верува во теорија на заговор, два такви твита. Джокер со Путирот и Камчев, сите заборавивме дека Европската унија ни стави недоволен еден за преговори. Нандо, Орце Камчев, жртва на бугарското вето. Но имаше и твитови кои понудија нешто поприземно и пооптимистичко. Теодор, например, суштината во апсењето на типови како Мјалков, Камчев и во тоа што се развиваат митови и култови дека тоа се семојкни и недопирливи луѓе, дека никој ништо не им може, дека треба да им се плашите и да им се умилкувате. И над папата има папа, не заборавајте. Другите твитови се за Евровизија, тоа е втората тема. 11 часот и 5 минути би требало да го имаме Васко Маглешов на линија, колегата од Призма. Дали се слушаме? Да, добро утро, Соле, се слушаме. Поздрав до тебе и до сите слушатели. Васко, Бенкиновски, нека биде со Арно, да биде со Помин, што и да е, со Лесно. Со сопругата отиде во болница, не можеше да дојде во студиото. Околу тој случај, околу апсењето, многу чудни работи, па и конфузија, како новинар кој што следи со години, специализиран, не само за суството, и други работи, и филм ти е интересно, хоби, па и професија понекојаш, и тоа е за суството. Кој е првичниот коментар на Васко, после целата оваа конфузија, дали на вистина институциите не знаат, меѓу себе не се координирани или намерно се прави тоа, за да во одреден момент, после некоја година, тоа се искористи како проблем во постапката и да паднат судските процеси. Столе, јавно се ги нема сите податоци до овој момент, за да можам да донесам една, како да речам, конечно целосна одлука, односно да проценам, да речеме, кој бил во право во приказната, но оно што секако е јасно, е дека кога обвинителите бараат притвор, да речеме за друг тип на криминалитет, во 90% од случаите тие не приложуваат докази. Туку тоа го бараат само на основа на уверување. Значи, тоа е за сите останати осомничени кои не се да речам условно речено вакви капиталци како што е Камчев. Значи, обвинителот треба да го убеди судот дека осомничениот ќе избега. Инаку притворот
се бара поради опасност од бегство. А кога веќе ќе ви избега нели осомничениот, можете да барате што сакате, меѓутоа тогаш е залудно. Сега имало ситуации како овој сличен во кој што биле приложувани докази. Не знам дали се сеќава јавноста, тоа беше во предметот со поранешниот началник на 5-та управа Горан Груевски, кај кого што обвинителството пронајде нотес, каде што тој ги евидентирал лицата кои што всушност ја требало да ги испитува, односно да ги повикува како сведоци. И всушност притворот за него меѓу другото се бараше токму поради влијание врз сведоци. Сега во конкретниот предмет за кој што разговараме, со предметот особено за плацовите на водно за кој што Камчев секако е притворен, освен мислење на обвинителот имаме доказ што дополнително треба да го убеди судот дека осомничениот ги избега. Значи имаме мислење на обвинителството, имаме плюс уште еден доказ, односно доказ. Сега прашањето кое е лепдие, за кое што јавноста ги нема велам сите податоци, е дали тој доказ е обезбеден со почитување на одредбите од Законот за Агенцијата за национална безбедност, бидејќи таа може тајно да следи осомничени само кога тие се опасност за безбедноста на државата, во смисла да речеме тероризам, екстремизам и така натаму, тоа во овој случај не е така. Но, доколку осомничениот не бил следен тајно, ама бил налепен на следење на други странски агенти кај нас, тогаш Агенцијата за национална безбедност нема никаква пречка, има полно право за тоа да го извести обвинителството. Противно, нели би излегло дека АНБ имала информации за можно бегство, меѓутоа тоа не го пријавила во обвинителството и тоа би значило дека АНБ би помогнала во сокривање на бегството. Сега, доколку осомничениот во случајот Камчев бил следен тајно, тогаш логично е прашањето дали и зошто нема постапка, тоа мислам дека некој од слушателите го постави како дилема, нема постапка за оние со кои што тој се слушал или евентуално разговарал, креирале некаков план, сценарио и така натаму за негово бегство. Така што велам, во мозаикот лебдат доста неодговорени прашања, но целосната слика може да се добие само ако се познати сите овие детали. Јавноста нема увид во таа службена белешка, тоа го знаат само судот и обвинителството. Потука велам, многу процесни правни дилеми се уште отворени и за жал немаме, барем за сега, некаква конечна слика. Тоа е мојот првичен коментар. АНБ за Мијалков немаше или не ги кажуваше или не ги прифаќа нивните докази, ако веќе зборуваме за тоа. Сега мораше да се поправи. Ако веќе така зборуваме, тогаш Камчев е жртва на Мијалков. Добро, во суштина, кога треба да се разговара за консеквентност на институциите во постапувањето, разлика не треба да има на вистина. Без разлика дали е Чичко Јован, не знам, од Струмица или кој да е осомничен, дали е тоа Мијалков и така натаму, но велам станува збор за капиталци. Сепак, оно што е многу важно да се напомене е дека судовите, обвинителствата, секако кога постапуваат, мора во таа смисла да бидат рамноправни кон сите. И не смее никако да се дозволи, поради тоа што снимале серија бегства, вие спомнавте 3, не се 3, туку се 10 бегства. Тоа се од Игор Спасов до Красничи и така натаму. Мислам, ако се враќаме нели годините наназад, се протнувале, да речеме, такви случаи. И сега јавноста со право е сензибилизирана и логично да прашува до кога ќе бегаат луѓето, а државата и така едноставно ќе ги пушта. Секако многу е логично и нормално прашањето, меѓутоа велам, ги немаме сите камчиња од мозаикот за да ја поврзаме приказната во конкретниот случај за Камчев. Може ли се очекува пресврт во рекет целата таа ситуација со апсењето на Камчев? Дали може некој сега да се отвори целосно заради тоа што е веќе нема каде Камчев мора, ако веќе внимаваше што кажува, зборуваме предпоставено, се разбира. Така. Кога беше на слобода, сега може би нема да внимава. Сведочењето беше за Меѓународен сојуз пред недела. Односно, изминатава недела беше, да. Предметот рекет, според моите информации, каде што неправосилно се осудени Катица Јанева, Зоран Милевски Кичец и Бојан Јовановски, е пред закажана седница во апелациониот суд и таа веројатно е дека наредниве недели, може би месец, не знам, ќе се одржи и по тоа апелациониот суд би требало да пресече дали предметот во прв степен, говорам првиот предмет, ќе го потврди целосно, ќе го приначи и така натаму, зависи секако од одлуката на апелациониот суд
Искрено, јас не очекувам некакво, како да речам, поместување во тој дел, од проста причина што едниот и другиот предмети, ако може би имаат исто извориште, меѓутоа се два различни настани. Бидејќи ако го читате диспозитивот, да речеме, особено и на обвиненијата во рекет, меѓутоа, еве да речеме, и се следи постапката за меѓународен сојуз, има еден различен тип на сведоци кои што сведочат за различни ситуации. Де факто се можеби исти или слични ликови, меѓутоа не може конкретно да се одговори дека ќе се преслика рекет на каков било начин. Рекет е веќе предмет кој што половина, еве условно кажано, е завршен. Ќе видиме каква ќе биде одлуката на апелациониот суд. Меѓународен сојуз се суди со некаква пристојна динамика на судење, има закажано нови рочишта. Сакам да кажам да се охрабри малку повеќе Камчев, затоа што е сега ѓаволот е однос шегата за него. Ако претходно може е бил повнимателен очекувајќи да се договори за нешто, сега веќе водата до грлото е дадена за него. Сега не знам од оваа перспектива. Да ја расшири приказната, веќе се отвараат такви теми. Така е. Дали се крие можеби некаков позадински договор, дали можеби некаква врвот на власта, мисла за слободата, да. Меѓутоа тоа се, како да речам, чамче муавети кои што би можеле само да ги разговараме на ниво на хипотеза, бидејќи немаме никакви, барем досега јавно објавени податоци, освен да речеме ете тоа дека можеби лежи некаков договор за кој што допрва ќе се дознае. Да. Маглешов, само кратко за последниот твој текст во врска со империја токму. Првото делче од империја пред обвинение. Една хронологија на работењето на таа бизнис империја на семејството Камчев правиш. Какво е твоето искуство со Камчев? Објавивме Бирна, односно Призма ги објави корените всушност на империја, од каде целата таа приказна почнува. Тоа се отфрлените кривични пријави од далечната 2004 и 2006 година за семејството Камчеви за други лица опфатени со пријавата. Тие тогаш, како што реков, беа отфрлени со изјави на обвинителот што го водел случајот за откажување од кривично гонење поради непостојање на докази, односно немање докази. Но одбраната на Камчев пласира една теза дека тоа биле нели секако затворени предмети и така натаму. Сепак, обвинителството има право да постапува и за затворени кривични пријави, доколку има нови докази. Може повторно да ги реотвори, односно да ги оживее. Секако тоа треба да биде подкрепено, како што велам, со докази. И тука нема никаква дилема и веројатно дека обвинителството тие докази ги собрало. Сега, кога ќе ги видите пријавите, таму веќе, значи, уште во 2004 година се појавуваат имиња на странски фирми од Лугано, кои тогаш, веројатно, можеби не сме знаеле како општество или не сме се занимавале до толку дека станува збор за офшор компании, меѓутоа од денешна гледна точка и со тоа како обвинителството ја терало истрагата, де факто се потврдило дека тука се почетоците на офшорите, а се поврзани секако со македонски бизнисмени. Значи, се од тука, токму од тука и почнува и го следи патот и ги поврзува точките на парите во кои што нели ги сомничи 4 месеци или веќе колку беа осомничени лица. Тоа е постариот дел на империја, значи како што реков корените на случајот. Поновиот дел веќе продолжува со едно мултиплицирање постојано на офшори и префрлање на пари, купување и продавање на удели и така натаму, според теоријата која што секако се ја појасни. Според оно што мене ми е познато, ова е столе еден од најсложените финансиски случаи, можеби најсложениот финансиски случај во историјата на македонското обвинителство. Имате ли капацитет да го сработат? Вештачења, има ли луѓе што или треба странци да ангажираме за тоа? Колку што мене ми е познато, веќе предметот е даден на вештачење, со тоа што таму има над 100.000 или околу 100.000 списи кои што се вештачат, замислете, тоа е временски период од 17 години. И сега тие вештаци колку и да имаат енергија и труд и така натаму, верувате дека навистина ви треба физичко време за сето тоа да го исчитате првим, па потоа да донесете мислење и наод кој што ќе му послужи на обвинителството. Не знам колку имаат помош и како тоа во овој момент се одвива. Меѓутоа, обвинителството тврди дека собрало докази и од странски држави, значи не станува збор само за тукашни домашни компании и банки, меѓутоа добиле преку барање за меѓународна правна помош одговори од други држави кои што ги доставиле доказите и врз основа на тоа тие го генерираат случајот. Ќе видиме што ќе се случува во секој случај, велам, комплексен, обемен и сложен предмет и природно е да се очекува дека истрагата секако се различи поради случајот рекет и така натаму поради низ за други околности, меѓутоа очекувам во текот на годината барем да имаме некаква информација дали вештачењата се завршени во најмала рака и да видиме понатаму како тоа ќе се одвива. Благодарам, Васко Маглешов, Призма. Имам уште некои пораки, па реклами. Зошто во Египет? Што е ова со Египет?
Колку се вакцинирани во Египет Брестоле? Таму не се носат ни маски, ништо. Сите ли се вакцинирани или за вакцини и маски немаат слушнато? Па и во Северна Кореја немаат слушнато. Да и Кина ми е чудна, многу малко, а голема држава. Таму се подисциплинирани. Спутник не отпиша, Фајзер не запишуе. Мислам дека е обратно. Фајзер не отпиша, Спутник не запишуе. Има и доста бугари слушатели и гледачи на YouTube, значи граѓани на Република Бугарија, кои што коментираат. Реклами, па се враќаме. Стадион. Емисија за вашата вистина. Реален медиум за реални луѓе. Стори, свет, спорт, забава и чат, брат. Реален медиум за реални луѓе. ММС.мк, сега ви е на дофат. Radiocafe.com.mk. Кликни, нарачај, плати, дојди земи или нарачката ние ќе ти ја доставиме. За нарачка над 300 денари по 12 часот. Доставата е бесплатна. Брза, прецизна и квалитетна услуга. Сечење на ласер во ПАП Охрид. pap.com.mk. Дадекс, компанија за шпедитерски услуги и царинско посредување. Сигурен партнер на вашиот бизнис. Шпедиција Дадекс Скопје 02 2613 566. Светлечки реклами ПАП Охрид. Изберете квалитет. pap.com.mk. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072 607 777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77 за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 607777. Канал 77.mk. _. Facebook. Канал 77.mk. _ YouTube. 11 часот и 19 минути. Дали имаме господјата Вилма Русковска на линија? Да. Како сте, Русковска, шефица обвинителство за организиран криминал и корупција? За борба против организиран криминал и корупција. А, добро, секако се подразбира тоа. Не е за мотивирање и за... Русковска, многу нејасноти, па некој вели контраверзија околу ова последното што се случува со Орце Камчев. Ајде почнеме поред. Прво, околу надлежноста. Одбраната го проблематизираше тоа што обвинителот Радовиш, конкретно господјата Стефанова Лиле, го има тој предмет. За тоа, кој е вашиот одговор? Јавниот обвинител на Република Северна Македонија, господинот Љубомир Јовески, и даде овластување да постапува по тој предмет уште кога се отвори истрагата. Така да нема никаков проблем за низиното застапување на предметот. Садизам, тортура, тоа се доста тешки зборови. Коментар на тоа? Обвинитиот може да каже што сака. Јас не сум присуствувала на неговото приведување, така да не можам да кажам дали имало било што од тие работи што ги споменува садизам и тортура. Менува ли нешто тоа што најавија дека во комитетот за човекови права ќе се жалат во вашиот пристап или вие си ја терате работа? А колешката го води предметот. Тука е вклучена уште една колешка од организиран криминал, а нивно право е да вложат жалба каде сметаат дека треба. Околу целиот случај и вклучувањето на Агенцијата за национална безбедност. Ај тоа да го расчистиме. Кој дал наредба? Намерно се пуштаат тие информации или навистина така се случи? Почнувајќи од полицајецот кој што го напишал налогот, иста бројка на член, меѓутоа различни закони, па се до завршеното постапување. Агенцијата
за национална безбедност, колку што ми е мене познато, доставило известување до полиција. И полицијата постапувала согласно известувањето од агенцијата. Затоа што припадниците на Агенцијата за национална безбедност немаат полициски овластувања. Толку ми е мене познато, а полицискиот службеник за прифат, така се вика според законот, за приведени лица, ги измешал законите, наместо закон за кривична постапка, напишал кривичен закон. Може ли тоа да биде проблем некојаш после година-две, заради тоа да падне целиот предмет? Не, затоа што се гледа дека е, да кажам, лапсус, грешка, тоа се однесува на членовите за приведување и задржување на лица. Така да сметам дека не може да биде понатаму проблем тоа. Ве прашав дали тоа ќе ви отежне обвинителската работа, која ќе го презентирате овој предмет на суд, пред судијата. Сметам дека не може да ја отежне работата. Како што кажав, тие се членовите за приведување и за задржување на лица. На секој од нас му се случило да сгреши, така да лично сметам дека не би требало да има никаков проблем понатаму. А дали ќе има проблем, ќе видиме, ќе зависи од судијата кој ќе постапува понатаму, нели? Поучени од случајот со Мијалков, вие можевте и сами да побарате притвор за Камчев и да го убедите судијата, кој што е надлежен за тоа, дека треба да одреди притвор. Значи, без да чекате да ви стигне белешка од Агенцијата за национална безбедност. Ме разбирате? Зошто не го сторивте тоа? Има разлика. За сега веќе осудениот Сашо Мијалков, обвинителството имаше непотврдена информација дека може да се даде во бегство. За Јордан Камчев, обвинителството немаше таква информација, така да и од тие причини ние не побаравме предходно, не побаравме притвор. А не побаравте и за Мијалков во тој предходен момент, веднаш, например, ако веќе станува збор за големина на казната, односно за годините кои што ги баравте да бидат досудени, односно пресудени од судот, во врска со тој предмет? Немавме законска основа тогаш однапред да бараме. Зборувам на самото судење, при изрекувањето. Можете ли тоа да... При изрекувањето на пресудата побаравме... Не, при изрекувањето, при завршните зборови, последното рочите. Во завршните зборови немавме законска основа да побараме притвор. Затоа што ги почитувал мерките на предпазливост кои му беа одредени, се уваше на секој рочиште на судење. Тоа е една страна, а од друга страна, доколку тогаш ви побарале притвор, ви преюдицирале осудителна пресуда. А добро, на тој извор... И од тие причини во тој момент немавме законска можност да побараме притвор. Па ние кога побаравме во неделата, судот не му одреди притвор, му одреди куќен притвор. Да. Затоа што се базираше на некои непотврдени информации. Сега имате ли информација што се случувало со, или се уште трае истрагата? Мијалков беше на распит токму за бегството. Дали е во наводници, дали вистински се случило, ќе покаже истрагата. Има ли некои дополнителни информации и до која ќе трае истрагата, или ќе се заборави тоа како случајот Груевски? Јас знам дека колешката Ленче Ристовска го води тоа и во четвртокот земаше искаси од мене и од истражителите кои го лишија од слобода. Така да за повеќе информации во врска со тоа ќе треба да се обратите кај неиза. Добро, ќе ја побараме. За Груевски останувате за неговото бегство.
на истите зборови што се кажани пред околу месец дена. Да, немаме никакви нови сознанија. Значи, знаете, ама не може да го докажете. Да. Немате докази. Да, точно. Знаете како било, ама немате доволно докази да го докажете тоа. Да, точно. И како било, не смеете да кажете. Не можам, јас сум обвинител. Ако кажувам нешто, треба да го подкрепам тоа со факти и со докази. Имате еден плюс голем за сите што ве обвинуваат, за разлика од порано, макар што и тука има некоја забелешка, и вие бевте во тој период исто обвинител, тогаш не бевте толку храбри, дека сега сте многу похрабри. Почнувате постапка за Рашковски. Дали за тоа можете нешто да ни кажете поконкретно? Значи, почнувате предмети за луѓе кои што се од власта или блиски до премиерот. Така, за разлика од претходно, јас бев обвинител. Целата организација и сите предмети одат преку шефот на обвинителството. Така да, дали ќе се почне некоја постапка, или нема да се почне, или ќе се прекине некоја постапка, там голем удел има и шефот на обвинителството. Ние, од другите обвинители, само во тоа време и јас, кои ќе ни ги дадат предметите, сме постапувале по истите. Така да, не во прашање храброста, него во прашање тогашното раководство на обвинителството општо. Не е во прашање вашата храброст, туку храброста тогаш на шефот Зврлевски, Марко. На првите луѓе. И на Зврлевски, и на Јоан Илиевски. За Рашковски да ми кажете нешто повеќе како информација. Не можам да ви кажам повеќе од она сообщението што го имавме, затоа што се отвори предмет, ги извадивме сите оние јавно достапни информации, се напиша повеќе наредби, истражители од обвинителството за гоњење организиран криминал и корупција се во постојан контакт со лицата кои треба да ни ги обезбедат документите, односно целокупната документација што ја бараме и од која ќе обезбедиме, од која ќе се види документацијата, ќе видиме кои чекори понатаму ќе се превземаат. За вакцините антикорупцијска почна да истражува. Вие правите ли нешто за кинеските, за овие случаи, за тој случајот со вратениот аванс, со парите? Не, немаме отворено случај за тоа. Ќе почекаме да видиме, да ги видиме нодите на антикорупцијска, а и да видиме дали нешто ќе имаме некои известување од полиција или од финансова полиција. Емисија за вашата вистина. Стадион. Марфи, Владе и понатаму во денешното издание на емисијата Стадион. На Русковска да и се заблагодариме. Има уште едно прашање како ќе барали дополнително после поминувањето на тие денови кои што се одделени по притвор, дали ќе барат или ќе барат куќен притвор или не знам нешто друго. И тоа нека остане за прашање во некоја друга прилика која ќе направиме интервју во студиото тука со гласник Народен македонски. Тражете за инцидентот во Струмица, тепачката, тоа е вест. Тоа е катастрофа, грозно беше. Грозно беше тоа, толку луѓето како животни да се однесуваат, ја не можам да сватам. Па колку некој да погрешил, ако погрешил. Занимавајте се со путер министрите, со Николовски. Да не си ти криминалецот и цел живот се занимаваш со криминалци, нешто поведро, повеќе пари за криминалците. Ако си столе толку реален новинар, прашај ја Русковска, што да ја прашам, ајде да видиме.
Тоа е ова. Да, се прекине ке последното прашање, добро, не е толку битно. Мислам дека доволно беше тоа што го зборувавме. Ако си стволе толку реален новина, праша Русковска со кое право во законот го вештачеше. Што го вештачеше? Ајде поракате до крај. Зошто нема? Добро, сега ке мислам дека доволно беше ова. Ако имаме слушател да го пуштиме, ако не, ни останува 30 на минути за втората тема, за Евровизија. Гарванлиев. Тоа со пасошот и со појавувањето на бугарското знаме во спотот. Тоа е острането. Јас лично мислам дека може би тоа, ако сакаш да ги привлечеш бугарите да гласаат, добар потек. А еве Гарванлиев и лани прајал со Орлиња, со албанската представничка, заедно на слика летале, да ги придоби албанците, ама па ќе ги налути на тој начин србите. Слави Трифонов, прв пат е, сега гледам дека се огласи. До сега го немаше никаде, не даваше интервјуа, а во кампања цело време има висок процент, ке влезе и ке биде трета партија после изборите во бугарскиот парламент, некаде над 13-14 има. Го советувале тие PR експерти, стручњаци, дека подобро да не дава интервјуа, да не си го расипе впечатокот. Сега се јави дори Трифонов. До Гарванлиев, Бугарија е секаде каде што има барем еден бугарин, затоа Василе повели кај нас ќе ти обезбедиме достоинствен живот. Тоа го кажува и Бугарија му нуди работа на Гарванлиев. Дојде кај нас бугарче, ќе живееш како човек. Слави Трифонов конечно се јави. Го имаме на линија главниот човек за PR на Васил Гарванлиев, Јелмаз Дервиши. Може би него треба да го прашаме тоа што многу ми не го прашуваат Гарванлиев. Тој е главниот мотор и најдобро може да објасни што се случувало, дали имало намера од некој маркетиншки PR аспект со бугарското знаме и со сите тие работи. Јелмаз, дали се слушаме? Да, се слушаме. Добар ден. Како да те представам? Шеф на PR тимот на Васил Гарванлиев. Так, точно. Ајде, која е вистината во врска со случајно, намерно изненадени сте од реакцијата, затоа што не сте вие сигурно од вчера, не сте неписмени, знаете каков е актуелниот момент, што се случува на линија Бугарија-Македонија и повели. Ви требаше оваа контроверза за да привлечете дополнително внимание и регионално или случајно се случи тоа? Ни на крај памет. Прво би сакал, бидејќи ве следев и претходно и имавте посериозни теми од ова. Убаво што пуштивте барем песна и направивте некоја пауза за да не најдат слушателите никаква поврзаност. Би сакал да ги поздравам и слушателите што во моментов не слушаат и ова е моето прво обраќање откако настана целиот скандал. Околу политичкиот контекст не би сакал да, бидејќи се повикавте на статусот на господин Славе Димитров, не би сакал тука да навлегувам. Причината зашто прифатив да се обратам по моментов е да одговорам на некои прашања кои, иако ние се обративме со официјални видеа на јавноста, доколку нешто остана неодговорено, тука сум за да ви одговорам. Сега мал контекст околу проектот Евровизија да дадеме. Јавноста знае, која го следи доста години, знаеме дека нито еден представник до сега не поминал без скандал. И тоа е многу битен момент во овој случај. Сите представници до сега биле предмет на исмејување, на клевети, на бомбастични наслови и така натака. При тоа да додадеме дека во тие имиња се едни од најеминентните уметници во нашата земја, Калиопи, Тоше, Тијана, Тамара и така натака, значи листата продолжува. Дали тоа јавноста секогаш го чека моментот со Евровизија за да може да
креира некаква сензација или се опфатени од таа еуфорија што надвладува. Дали е тоа бидејќи имаме недостиг на здрава културна сцена или пак новинари кои повеќе подолго време промовираат повеќе вредности од колку недостатоци. Дали е тоа поради тоа што кај нас повеќе се гледаат емисии и се пратат ТВ реалити шоуа каде што нивото на култура го знаеме кој е. Не би навлагал подалеку. Хронолошки би започнал со видеозаписот. Значи, имајќи во предвид дека чувствата на дел од јавноста беа повредени од видеозаписот, видеозаписот беше повлечен, иако бевме трети на трендинг со 300.000 прегледи за 24 часа. Ние се обративме на јавноста преку статусот на преку профилите на социјалните мрежи на Васил, каде кажавме дека ниту еден член од тимот кој го работеше видеозаписот, ниту пред, за време и по, не интервенираше на делото, односно поставката на уметничкото дело на нашата уметница Жанета Вангели. Нели, нормално, некој од новинарите побара официјална изјава и мислење од страна на Националната галерија. Они се изгласија во врска со случајот и тоа помина така. Тоа е инсталација на Вангели, така, на уметницата. Така. Добро, и да е бугарско знаме, јас лично, што е проблем? Па ставете и српско, ставете и грчко. Веќе од пиар аспект ако зборуваме. Не, од пиар аспект... Зошто се исплашивте толку... Таков е момент. Ето така, значи не дека ние не го познаваме контекстот, при тоа да не заборавиме дека Васил Грванлиев 20 години не живеел во Македонија и дека не е толку одблиску запознат со сите... И не може да ги разбере, да ги почувствува толку... Не може да ги разбере, така. Но, имајќи ние, тимот кој што работеше, кој што се четворица, значи видеограф, монтажер, Васил е сам саве режисер на проектот, значи ни во најлош, значи не знам како да ви објаснам, со кој памет, да се обратам малце вака, со кој памет ние во ваква ситуација би сакале од пиар маркетиншки аспект да го прикажеме, односно да ги прикажеме боите од бугарското знаме. Па за да гласаат бугарите. Мене не ми е проблем, Васил Грвалиев има бугарски пасош, како и многу други. Така. Тоа не го прави ни помалку, ни повеќе македонец. Сакам да кажам дека немало да биде проблем, можеби добар трик е бугарин да викнеме оваа година да не представува на Евровизија. Бугарски граѓанин, ме разбирате, некој пејач. Тоа ќе беше вистински штос од аспект на пиар и на маркетинг. Ако веќе зборуваме за контраверзи некој. За да ние вака полемизираме околу тоа дека би било маркетиншки трик и дека мислам дека и дури овој наш разговор би можел да биде изваден од контекст и да добиеме наслови дека тоа веќе ќе било маркетиншки пиар трик. Тоа е ситуацијата веќе излезена толку од контрола и веќе знаете и на кој ниво веќе се одлучува за представувањето на околу представувањето на Васил на Евровизија. Ние, значи, кога разговаравме и побаравме согласност од директорката на Националната галерија, прашавме дали, бидејќи станува збор за авторски права и за дела кои ќе бидат вклучени во еден проект како што Евровизија, што ќе биде промовиран пред толку голем аудиториум, прашавме дали делата што се прикажани во сталната поставка на галеријата можеме на дел од видеозаписите да бидат вклучени во дел од кадрите. Иако фокусот на целото снимање беше куполата и интерпретацијата на Васил Грванлиев. И мислам дека од друга страна ваквиот разговор на некој начин е навредлив за сите уметници во нашата земја.
за тие што не можат да препознаат крем, црвена и зелена, и што не можат да направат разлика од вертикална и хоризонтална. И ако додадам на тоа дека има 3 големи портрети на Исус и дека самото дело е инспирација од Светото Тројство, мислам дека веќе не знам... тоа се универзални пораки се тие. Ета така. И ние, искрено, не бевме свесни, бидејќи вие кога снимате видеозапис, не ги анализиравме ние дело по дело. Сите овие информации ги добивме од Националната галерија во моментот кога настана овој скандал. Но, за да, нели, имајќи во предвид, повторно ќе се навратам, дека чувствата на дел од јавноста беа повредени, за да ние ги задоволиме и за да оставиме акцент луѓето да се фокусираат на квалитетите на Васил Гервенлиев, на песната, на приказната, нели, да ги избегнеме сите овие скандали. Васил се обрати на јавноста како режисер на спотот, превзема одговорност и на отворен и транспарентен начин видеозаписот, иако имавме 300.000 прегледи, бевме втори на трендинг, го повлековме и прикачевме нов видеозапис. Хронолошки продолжуваме. Истите тие гласноговорници кои го нападнаа Васил дека било интервенирано на постановката на делото на Жанета Вангеле, ископаа и најдоа интервју, а претходно се заканија, најдоа интервју каде што Васил пред една година кажува дека има бугарски пасош и дека неговата баба е родена во Петрич и ја поврза, најдоа поврзаност помеѓу претходно боите на делото го поврза со бугарскиот пасош. Дека имало намера заради тоа што има бугарски пасош, да. Така. А добро, можеби тоа со пасошот лани не пречи, ама можеби требаше да го изменаџирате. Ама не сте ни помислиле, добро рековте, Васил долго време нема живеено тука и некако тешко се снаоѓа во овие зовриени прилики. Само да прашам, дали ќе биде доволно тоа што го тргнавте од мака што јас ви реков дека не треба да го тргате од видеото? Така. Дали ќе ви помогне тоа комисијата да не одлучи негативно во поглед на тамошната судбина на Герванлиев на Евровизија? Кога настана целата ситуација, не знаевме од каде да почнеме, бидејќи ние предвидивме дека, како кажав и претходно, дека ќе има негативни коментари за видеозаписот на Васил Герванлиев, за неговите способности. Ние сме нарочно сакаме да најдеме обавезно некаква црна дамка, за да може и да имаме причина зашто да плюкаме. Да се надоврзам дека ние најдовме аргумент која што многу скоро ќе биде објавена и јавноста ќе биде запознаена, каде има видео кој е прикачано на официјалниот канал на Националната галерија, каде што се објавени сите сталната постановка на галеријата. Има видео каде што делото на Жанета Вангели е прикачено со истиот редослед на боите како во спотот на Васил Герванлиев. И тоа е прикачено во септември 2020 година. Нема потреба се правдате, јас само ви прашал, ако беше во боите на српското знаме или на грчкото, дали ќе се бунеше некој или... Не е битно. Вака, Евровизија е фестивал на музика, на талент и пак ќе кажем, имајќи во предвид генерално во Балканот, колку ние сме сензитивни кога станува збор за знамења, ни на крај памет PR тимот, ниту пак Македонската национална телевизија, радиотелевизија, не би помислила да си дозволе таква провокација, знаејќи особено последните 2-3 недели што се случуваше на политичката сцена во нашата земја и соседната. Па затоа насловот е вето за Евровизија поради бугарско знаме и пасош, политика наместо музика. Извонреден пеач доаѓа во ситуација да размислува дали ќе му се остварат соништата, плановите да настапи на Евровизија. Поради политика. Да.
Вака, само би сакал уште некои работи да додадам. Само многу малку новинари повикаа на одговорност на сите засегнати страни во оваа приказна. Целиот говор на омраза и обвинувања и целиот товар падна на грбот и преиде во линч насочен само кон делото и лично кон Васил Гарванлиев. Без при тоа истите новинари да се обратат на носителот на овој проект, кој е Македонската радиотелевизија, и од друга страна и Националната галерија на Даут Пашин Амам, која исто така е државна институција. Прашањето е зошто сите обвинувања беа упатени само кон Васил Гарванлиев. Да, ве разбирам, меѓутоа, знаете како е, тези случајот со Тамара така во Американската амбасада пред колку време беше. Нема тука, тоа огонот гори се живо. Но да, ама вака ако настапувате са да не ги налутите овие од МРТВ, па одлуката што се уште не е донесена да биде негативна. Која ќе ја донесе? Или донесена е па не е објавена? Не е донесена одлуката, се уште чекаме. Ние во моментов, значи јас затоа се јавив и прифатив да бидам дел од вашата емисија, само поради тоа што многу клевети и обвинувања беа насочени кон Васил Гарванлиев, без при тоа да бидат вклучени или да се побара став, изјава од сите засегнати страни. Исто така би сакал да ви известам дека е поднесено барање со жалба и представка до Советот за етика на медиумите во Македонија за сите медиумски содржини, каде се прекршени сите професионални етички норми. Добивме одговор и наредната недела комисијата ќе го разгледува случај. Да, колегата Мирче Адамчевски е таму. Гарантирам дека ќе постапат како што треба, професионално и објективно. Сите медиуми кои пристрасно известуваа и петуваа клевети, невистини во случајот на со Васил Гарванлиев и проектот Евровизија, без при тоа да приложат докази за сето наведено, очекуваме во најмала рака да се извинат. Бидејќи ова не е само упатена од целата клевета и линч не е упатена само кон Васил. Ова е кон сите уметници. Никој не помисли кои ќе бидат последиците од линчот што беше упатен кон него. Но, Дервиши, мораме да кажеме дека сепак има и критична маса. Колку што се собрани потписи, собрани против, има и потписи со поддршка, има и... А што ќе правиме со 400 пораки, со закана и говор на омраза кои ги добивме на профилите на Васил Гарванлиев? Дали некој ги чита коментарите и булингот, модерно кажано, говорот на омраза и булингот, што во моментов се одвива на социјалните медиуми? Дали некој ќе сноси одговорност за ова? Што доколку некој посегне и посериозно го нападне Васил Гарванлиев? Дали некој помисли дека 20 годишното искуство професионално на Васил Гарванлиев надвор од Македонија и 3 активни години тука во Македонија, дали некој ќе превземе одговорност за штетата што ја направија? Да, и тоа и дали се движи слободно сега, да не му треба обезбедување, са, не Боже да го нападне некој. Васил секако дека во моментов е сигурен, но малце сме загрижени и го разгледуваме и тој аспект. Дали е до... Дервиши, остани на линија, ја имаме и Сонја Алексовска-Неделковска, хроничар, ги следи сите овие случувања со години, нема промашена Евровизија. Меѓутоа пред тоа реклами, па ќе се вратиме со Дервиши и со Сонја Алексовска-Неделковска. Стадион. Емисија за вашата вистина. Искористете го попустот од 20% на печките и котлите на пелети од Милкус. Одберете го вашиот модел на milkus.com.mk. Побрзајте во салоните на Прима за време на пролетниот саем за мебел. Опремете го својот дом со 35% заштеда на комодите и регалите и со 40% попуст на тапацираниот мебел. Понудата трае до 23 март. Прима, штеди за семејствата. Стадион. Емисија за вашата вистина.
10 часот 50, односно 11 часот 55 минути. Сонја Лексовска, Неделковска. Сонја, колешки, дали се слушаме? Да, се слушаме. Го слушавте Дервиши, треба и Весна Миленковска да ни се приклучи, ако е во можност режија тројца истовремено да пуштиме во програма. Повели кратко, изненадена си од ова или? Па вака. Со оглед на тоа што се сум доживувала на Евровизија и зад колисите... веќе видено ти, а? Да, не сум изненадена. Многу работи не биле напишани, бидејќи единствен сведок сум била на тие настани како се бирале евровизијски представници. А сега ќе реплицирам на она што Дервиши го кажа. И јас бев една од тие што напишав коментар, меѓутоа колку за женски магазин, каде што пишувам, меѓутоа тој коментар воопшто не беше навредлив за Васил, напротив беше како една критика кон тоа што во иднина тој ќе каже поврзано со неговиот настап на Евровизија. Ќе одам поред, кога се појави знамето, јас не реагирав ниту во мојот коментар, познавајќи го Васил како космополит и како човек кој живеел во многу земји и кој има многу поинакви размислувања, знаев дека длабоко и ден денес верувам дека тоа не било никаква провокација. И во самиот мој коментар го кажав тоа дека се реагирало, се сменило знамето и така. Меѓутоа, ако пред 1,5 година било снимано тоа интервју, вие не можете да кажете ако кажал дека има бугарски пасош, што е во ред. Ништо не е спорно што Васил има бугарски пасош. Многу ми е драго што си ги спомнали корените на неговата баба. Ние не можеме да избегаме од оно што сме. Меѓутоа, кога вие веќе сте одбран да представувате на земја, веќе направам паралела со пред 2 години Евровизија, Серхат Хаджипашоглу беше турчин, позната звезда водителска и пеачка и се го представуваше Сан Марино. Тој во ниеден момент не ја спомна Турција. Осем дека е турчин и таму има своја кариера и на пресконференциите и се. Значи, вие morate да имате некој што ќе ве научи, ако 20 години не сте живеели овде, што треба да кажете и како да кажете. Ние сме мала земја и порано спотовите се правеа да се рекламира Охрид, да се рекламираат планини, долини, брда и така натака, се со цел да ги искористиме тие 3 минути на сцена. Верувам дека имале намера да ги представат уметничките дела на македонските сликари и така натака, и тука за знамето не е ништо спорно. Но, изјавата од типот, и јас представам 2 земји, нема шанса да се каже. Зошто јас представам? Не, ти ја представаш Македонија. И да си од Украина да те земеме тука, ти ќе ја представаш Македонија. И тебе Македонија треба да ти е на прво место. Ме разбирате? Тоа исто така и изјавата на Васил. Знаме ко знаме на Канал 5. Не смеете да речете знаме ко знаме. Значи, знаме македонско. Вие можете да ги ставите сите знамиња во спотот. Бидејќи Евровизија соединува различности, инклузија на луѓе со разни профили и така натака. Се е тоа окей. Или ќе ставите македонско знаме, или ќе ги ставите сите знамиња. Значи, многу е чувствителна темата, особено за балкански земји и за оние мали земји кои сакаат на секој начин да се промовира таму. Васил ќе се промовира, но ја промовира Македонија и тој мора многу внимателно да истапува во јавност и да внимава што зборува. Неговите лични чувства се чувствата кога се представува една земја се навистина поинакви. Нити смеш да навредиш народ, нити смеш да навредиш идентитет, ниту пак смеш да кажеш нешто лошо за било кој учесник на Евровизија. Треба да се сконцентрираш на твојот настап, а ако треба и да си прави скандали, било какви, за да пишуваат сите медиуми за тебе и да влезеш во умот на таа европска публика која гласа. Значи, мене ми беше пораката дека Васил Струмица е во Македонија.
И многу добро е последниот дел на тие што го читале коментарот, што сакам да кажам и како. Меѓутоа, исто стојам на фактот дека дека Васил треба да оди на Евровизија, нема шанси, петиции се, да му дадеме можност, тука се многу од повеќе аспекти треба да се разгледува тоа. Ние сме Македонска телевизија платила котизација, односно ние со нашите пари, вложени се тука средства и така натака, значи треба да оди. Број 2, удварањето на другите земји се случува на пресконференцијата и во изјавите. А пред се не треба многу одварање, туку треба еден одличен сценски настап, една одлична изvedба која ќе ги фасцинира европјаните. Значи, исто така, сите тие напади на личноста на Васил Грванлиев не ги оправдува. Од ниеден аспект. Можете да го напаѓате за забелешките, значи да имате критика со факти. А каков е Васил? Дали е ваков или таков, тоа апсолутно. Да, наместо да зборуваме за музика, за вокални квалитети, извонреден пејач, ние зборуваме... Многу ми е криво што сега се појавуваат различни написи. Сега, јас политичарите нема да ги коментирам, тие ги оставам на македонските политичари, исто како што би им порачала на македонските политичари да не даваат никакви изјави во врска со... Да, за Евровизија си молчат. За Евровизија да си молчат и да ги напаѓаат новинарите кои пишуваат дека имаат некои си политички пориви. Мислам, јас политички порив немам никаков, строго мене ме интересира Евровизија. И сега ми излезе се наводи за тоа. Слави, Сонја, може ли само кратко Весна да вклучиме, затоа што немаме уште многу време, и да го оставиме Дервиши да одговори. Да му порачам нешто преку вашето радио. Ние имаме исклучително јаки продуценти, а тоа е Дарко Димитров, кој со години е најзастапен продуцент на Евровизија, така да јас се борам за музиката. Така да нивната продукција се не би зборувала за неа, туку би истакнала дека Македонија треба се горди со своите продуценти. Толку од мене. Весна Миленковска. Јас додал дека не треба да се горде само со продуцентите, туку и со талентот што го поседуваат и останатите пејачи. Да, кажав и пејачи и се, меѓутоа овде стана збор за продукцијата, Слави. Весна да ја вклучиме кратко Миленковска, која што исто така колешка од ММС, македонски медија сервис .mms.mk. Весна, кратко, денеска да не ни се случи пак Марфи, па да ни падне пак целиот систем. Повели, слушаше што зборува Дервиши, што кажа Сонја? Еве го Марфи, дали се слушаме? Сега се слушаме, ајде, за малку пак е. За малку пак. Значи, јас само ќе кажам еден мој став. Да се слушаме? Се слушаме, повели. Јас само ќе кажам еден мој став. Васил треба да оди на Евровизија. Значи, апсолутна глупост е Васил да се повлече од Евровизија. И да се задоволат некои страсти, глупави. Дали он сгрешил или не сгрешил, извини, Васил Грванлиев е најгрешниот овде во Македонија, па ние сега треба да го линчуваме? Значи, политиката конечно треба да ги тргне прстите од музиката, да си ги остави работата на професионалците да си ја работат така како што знаат и умеат, и дека би било глупост сега во оваа фаза да плаќаме пенали на ЕБУ и да ја го откажеме настапот, па после следната година да бидеме на чекање, затоа што се плаќаат одредени казни. Котизацијата секако е платена. И не може во оваа фаза да се откаже, а и глупост би било да се откаже заради некоја си изјава и заради тоа што он е еден од 100.000 или колку, не знам колку се точно на број, што имал бугарски пасош. Гревот не е голем на Васил во однос на музиката. Тој си ја сака музиката, тој е космополитет. Не е разбран, јас сметам повеќе дека не е разбран. И дека застанувајќи на политиката да го бранат или да го ботуваат, само прават поголема штета. Јас не знам дали се слушаме? Да, се слушаме, се слушаме. Тоа е тоа што, или имаш уште нешто да додадеш?
И говорот на омраза воопшто не ми се допаѓа. Има начини и да се сгрешило, има начини како тоа да се направи. А говорот на омраза воопшто не го оправдувам и воопшто не оправдувам закани по живот, затоа што не е тоа начин на кој треба да ги исправаме ние грешките. Не знам, колешкава не ја дослушав, Сонја не ја дослушав, ми се прекинува, не знам колку се разбравме. Исто Весна размислуваме, меѓутоа ако се одржи Евровизија со пресконференција во Холандија, јас апелирам и тимот околу него и Васил многу добро да се подготват што ќе зборуваат, ќе имаат провокации и тоа многу. Васил ќе стои пред македонското знаме и на вистина мора да биде посериозен, не да владеат емоции и не знам кои други работи, туку професионализмот на целиот тим да биде на високо ниво и да мора да се знае јасно и точно сите да бидат уиграни што ќе се одговара на провокациите. Добро, Сонја, Весна, ја мислам барем Васил има тука една голема предност. Васил знае изворедно англиски, за разлика од некои наши претходни други представници. Добро, говорете тоа. Меѓутоа имаме и дел од тимот, има пиар кој одлично знае да се снајде. Да. Благодарам на Сонја и на Весна. Дервиши, да завршиме. Со тебе, повели. Вака, јас би сакал дека веќе кога некои новинари копаа и истражува и бараа дополнителни причини да го обвинат Васил и неговото представување, јас би го кажал следното. Зошто никој не ги објави интервјуата на Васил, каде 3 години на сите национални медиуми, телевизии, онлайн и офлайн интервјуа, зборува за Македонија и со каква љубов е вратен он тука. И да прави музика која ќе биде инспирирана со македонски корени, и овие интервјуа се на YouTube. Зошто никој не ги прикажа од новинарите неговите фотографии каде што е со знамето на неговиот грб на представувањето на Македонија во Израел. Сите овие интервјуа и аргументи беа и се уште се на YouTube и на неговите социјални мрежи. Тука со ова докажавме дека некоја одредена група намерно го искористи овој сензитивен период, познавајќи дека ќе може да направи таква провокација, да го искористи против Васил. Бидејќи сличен атак ние имавме и во 2020 година, кога македонската радиотелевизија објави дека Васил ќе оди на Евровизија. И уште тогаш имавме напади, но нема доволни цврсти аргументи да го нападнат и да скандалот достигне до ова ниво. Да реплицирам многу кратко на госпоѓа Сонја, бидејќи насловот на госпоѓа Сонја завршува дали ќе ти простиме. Нека стои на чест на низината професионалност и што она сака да каже со тоа дали ќе му опрости, кој да му опрости на Васил. Мислам дека Сонја даде објаснување. Кој да опрости. Така. И друго, Васил никаде не кажа дека представува две земји. Васил никако не можел да предвиди дека интервју пред една година, кога претходно немавме вето од страна на Бугарија, дека после една година истото интервју ќе биде искористено и извадено надвор од контекст, само дел од интервјуто, каде што при тоа во истото интервју Васил 10 минути говори дека е вратен од Америка и дека со голема љубов дојдене во Македонија да креира македонска музика. И зошто новинарите не ја опфатија и другата страна. Туку само го искористија моментот да додадат уште повеќе масло на огнот. Веќе на англиски размислувам, за да ја распламтат уште повеќе разгневената јавност. Благодарам. Јелмаз Дервиши, шеф на пиар тимот на Васил Гармалиев. Со ова го завршуваме денешното издание. Имам само уште една порака. Вака ли ќе ги враќаме нашите од светот? Вака само уште повеќе ќе ги бркаме од Македонија тие што малку остана. Васил ќе биде бугарски представник на Евровизија ако Македонија не го испрати порака од партијата на Каракачанов. Не сте свесни колку сакам ова да се деси, Каракачанов. Проблем има и со пандемијата, дали да се одржува Евровизија или не, такви пораки, но има и нешто со кое што завршуваме на така. Искрено треба да се негуваат такви таленти и верувам дека и за него, Гармалиев, Евровизија би бил добар буст за контакт и публика. Пред се пристапот е скромен, а и ликот
не делува кога да е некој фламбојант и да прави драми и сцени премногу, значи не е Тамара. Ова беше се стадион кој што денеска беше во знакот на Марфиевите закони, конечно го завршуваме. Благодарам за вниманието, пријатно да слушање до наредната сабота во истото време. Стадион. Емисија за вашата вистина.